Основното музичко училиште Васо Карајанов од Гевгелија е основано 1978 година. 40 години постоење на ова училиште, кое што е пред се основано од музичари ентузијасти од Гевгелија. Токму и тоа е поводот за нашето присуство денеска овде во училиштето, за да направиме разговор со директорката на училиштето Сузана Стефанова. За минатогодишниот јубилеј во 2018 година ќе дознаете малку повеќе од овој разговор, какви настани, но и какви перспективи има ова училиште за во иднина. Денеска сме во основното музичко училиште Васо Карајанов од Гевгелија. Причината што сме овде е да направиме интервју со директорката на училиштето, Сузана Стефанова, која што претпоставувам дека малку повеќе ќе ни каже за она што беше актуелно во изминатата 2018 година, односно за јубилејот 40 години постоење на основното музичко училиште Васо Карајанов. Сузана, за прв пат пред нашата камера, односно во емисијата од станица до граница, меѓутоа јас мора да кажам дека и за прв пат реализирам прилог кој што се однесува токму за училиштето, иако сме емитувале, сме снимале кратки прилози, ова е малку подолг прилог кој што ќе не поведе заедно со тебе во работењето на музичкото училиште од Гевгелија. Прво, добар ден, затоа што кога се снима оваа наша емисија е ден, а ќе се емитува, претпоставувам, во вечерните часови. Прво, како сте после тој јубилеј што го прославивте во 2018 година? Најпрвен добре дојдовте во нашето училиште, Васо Карајанов, и ви благодарам за вашата покана, што ме поканивте да бидам гостинка во вашата емисија од станица до граница. Јас сум Сузана Стефанова, живеам и работам во Гевгелија. Родена сум во Гевгелија, меѓутоа моето потекло не е гевгелиско. Моите родители потекнуваат од Кумановско-Кратовскиот регион. Моето звање е дипломиран флейтист, изведувач. Исто така имам магистрирано на Факултетот за музичка уметност во Скопје на предметот методика на музичка настава со одбрана на темата музичкиот живот и образование во Гевгелија. Покрај моето работно место овде во музичкото училиште, исто така сум член на повеќе здруженија во Гевгелија, како што е Здруженијето на музички и балетски педагози Леге Артис, а исто така сум долгогодишен член и на градскиот мешан хор Гортинија од Гевгелија, како и дел од управниот одбор. Исто така активна сум со својот инструмент и на културните настани кои што се одржуваат во нашиот град со цел збогатување на културно-уметничкиот живот во Гевгелија. Така мора да кажам дека со Сузана лесно се сработува, ова не е никакво лицемерие, напротив. Учествувавте и на една наша манифестација која што организиравме, поетска манифестација заедно со професорката Сонја Јованова. Меѓутоа, Суза не запозна од прилика со нешто што е професионална ориентација ваша. Јас би сакал да кажам од каде потикна љубовта кон музичката уметност. Дали е тоа од мали нозе? Овие се клишеа на некој начин прашања кои што вообичаено ги поставуваме, но сепак да дознаеме. Да, интересно е тоа што почетоците на моето музичко образование започна токму овде во оваа институција. Овде се запознав со мојот инструмент флейтата, овде ги научив нотите, виолинскиот клуч. И една интересна работа е што за прв пат кога дојдов овде, навистина не знаев што е флейта, како изгледа, каков инструмент е. Знаете како и секое дете кога доаѓа и дури во пракса, и тоа и уште денес така, поголемиот број од учениците што сака да се запишуваат во музичкото училиште, сите сака да свират на клавир или на пијано. Сега кога ми беше кажано дека бројот на учениците кои што би се школувале во таа учебна година по предметот клавир е исполнет,
ми остана како избор флейтата. И тука сакам да го спомнам и мојот прв наставник, кој што ми ја даде основата за овој инструмент. Станува збор за професорот Младен Костадинов. Беше прекрасен наставник и можеби токму тој ми ја вроди таа желба, таа љубов кон музиката, па ајте така до денес да ми стане и животна ориентација или професија. Колку што разбрав, првата љубов клавирот? Точно, првата љубов беше клавирот, меѓутоа набрзо го заборавив клавирот, се ориентирав на инструментот флейта и така. И не жалиш поради тоа што? Не жалам воопшто. Значи, уште на самиот почеток, моите родители ми купија инструмент, брзо напредував и имав пофални зборови од наставниците, учествував на различни надпревари и така имав успех во моето школување. И морам да забележам, значи од основно образование па до факултетско образование, постојано со музиката. Постојали некои предизвици, некои падови можеби, некои успеси исто така кои што треба да се забележат и да се кажат? По завршувањето на нижото музичко училиште овде во Гевгелија, школувањето го продолжив во средното музичко училиште во Скопје, како и на факултетот за музичка уметност. И постојано кај мене беше една желба, една надеж дека јас од кога ќе завршам моето школување ќе се вратам повторно во Гевгелија да бидам наставник по флейта. Меѓутоа, во меѓувреме класата по овој инструмент се затвори во ово училиште и остана мојата желба, амбиција и можам слободно да кажам дека ми беше искрено и тешко тоа да се возобнови. Меѓутоа, благодарение и на тогашниот градоначалник на општина Гевгелија, господинот Драги Делев, имавме заедничко разбирање и овозможивме да се возобнови класата. Имав добри ученици, брзо напредува и секако резултатите беа брзо видливи. Сузана е денес директор на Основното музичко училиште Васо Карајанов, така најавив и на почетокот, меѓутоа морам да кажам дека релативно е млада. И како се соочува Сузана со предизвиците, односно со улогата директор? Во моето 15 годишно искуство како наставник во ова училиште имав прилика и можност да ги согледам сите позитивни, негативни страни во работењето, како училиштето функционира и со тек на време си формирав свое критичко мислење за она што и како би било добро за самото училиште, како да напредува, што да се менува, да кажеме, во самото функционирање. Така да имам поставено своји цели, амбиции, визија за иднината на нашето училиште. Тоа е секако тука заедничко со нашите колеги, односно наставниот кадар, па и целиот број на вработени наставници. Предизвик е голем, се надевам и чувствувам потреба дека треба да се прошируваме како училиште во рамките на поголемиот број на изучување на инструменти, да се прошири и бројот на наставен кадар, така да се оди во насока да имаме поквалитетна настава, да се имплементираме како училиште во културно-уметничкиот живот на нашето живење во самиот град.
би сакали и некоја соработка меѓународна соработка со други училишта од музички, зборувам од би кажала од поранешните југословенски простори, бидејќи музичките училишта се во овој простор од Европа само активни, да. Така, тоа би било и моето следно прашање, меѓутоа вие го одговоривте, инаку морам да кажам дека долго размислував што би поставил како прашање за музичкото училиште, затоа што и вие сте врзани со закон, односно и вие сте преку Министерството за образование и наука и на некој начин, грубо кажано, врзани ви се рацете, мора на некој начин да го почитувате тоа што ви се налага од страна. Би променили ли барем нешто во сето ова или тоа е тоа? Како што кажавме, нели, со други зборови ги напоменавме оние промени кои што би сакала да се случуваат, нели, во иднина. Знаете, за разлика од другите музички училишта во Република Македонија, долго време нашето училиште беше во еден вид стагнација во смисла на проширување, нели, на изучување на други инструменти. Во нашата општина, слободно можам да кажам, постојат високо образувани кадри кои што можат да предаваат инструменти како што е гитарата, ударните инструменти, соло, пеење. Така да во иднина би сакала на тоа поле да се прошириме и да ги искористиме тие човечки ресурси кои што ни се нудат и нашата општина со нив располага. Така. Ќе зборуваме за училиштето во наредниот дел од разговорот, меѓутоа сметате ли дека има деца, ќе има ли ученици кои што ќе бидат заинтересирани за сите овие нови инструменти? Секако дека има и често доаѓаат ученици кои што бараат и прашуваат дали овде се изучува инструментот гитара. Баш, еве, и вчера ме праша една познаничка дали може да дојде нејзиниот син да изучува соло пеење, значи хармониката е исто тука. Тоа се популарни инструменти во денешно време кои што учениците, односно децата ги барат, сакаат, се интересираат. Сега интересно е тоа дека кога доаѓаат учениците, секако дека не ги враќаме ние назад. Им овозможуваме да се запознаат со другите инструменти со кои што располагаме ние овде како наставници, како профили, како кадри. Училиштето Васо Карајанов од Гевгелија е едно од ретките во овој регион, или како што ќе чуете од разговорот, можеби единствен во југоисточниот регион кој што се занимава со музичката дејност и со инструменти кои што можат учениците од основното образование да ги учат. Овде има наставен кадар, овде има наставници или професори кои што се обучени и кои што нудат најквалитетна настава, а тоа го покажуваат впрочем и резултатите кои што се постигнати во изминатите години. Затоа зборуваме во следните минути со директорката Сузана Стефанова. Кога размислував кои прашања треба да ги поставам на директорката на Основното музичко училиште Васо Карајанов, едно од можеби прашањата, но исто така и поттикта за да дојдам да направам интервју, беше и тоа како функционира музичкото училиште и од кога постои, односно да се направи една биографија или една комплетна слика на постоењето на училиштето, затоа што, како што кажав, јас долги години сум во новинарството, можеби во Гевгелија, но никој пат не сум направил портрет на училиштето. Еве, накратко за еден историски преглед. Музичкото училиште Васо Карајанов е основано со акт на собранието на општина Гевгелија на 5 октомври 1978 година.
Почетоците се токму исто така во оваа институција, односно во просториите на ова училиште, на оваа зграда. Најпрвин како музички инструменти се изучуваат од 79-та година виолина и пијано. Наредната 80-та година започнува, односно се формира класата по кларинет, 81-ва флейта, а подоцна во 1995 година се отвара и се формира и балетскиот одсек. Во однос на наставниот кадар во нашето училиште се уште се вработени, работат со својата педагошка дејност наставници уште од самото формирање на училиштето. Станува збор за професорите Љубица и Ѓорги Улишеви, исто така и професорката Марија Спасовска, која што предава виолина. Овие инструменти се изучуваат и денес, значи не е променета сликата во однос на изучувањето на нови инструменти. Бројот на вработени е 11, од кои што се 9 наставници. И секако интересно е тоа што сакам да го забележам дека останатиот кадар, односно 5 наставника се токму првите почетоци за музичкото образование, исто како и мене, им почнува овде во нашето училиште и секако сакам да ги спомнам сите. Јас ти ќе прашав и за личната карта сегаш. Значи станува збор за професорите Сонја Панова, Маја Зафирова, Виолета Чокова, Костадин Издушнов и имаме во училиштето значи вработени балетски корепетитор, тоа е Сонја Јованова. Нашето училиште е единствен центар во овој југоисточен регион кој што се занимава со ваков специфичен вид на образование, музичко и балетско образование и обединува, можам да кажам, денес во училиштето се вкупно 150 ученика и кај нас доаѓаат ученици не само од нашата општина, туку и пошироко од околните општини, како што се Валандово, Богданци и Дојра.
рековте дека во овие простори генерално се одвиваат часовите, односно наставата. Задоволуваат ли, односно просторно, или не знам како да ги наречам, условите дали се во ред? Условите Дали се... нешто не достига? Да. Ова градба, ова зграда, значи е заштитена како спомен од културно наследство. Меѓутоа, внатрешниот интериер е реновиран во 1995 година после земјотресот, она што се случи во Гевгелија. И јас се сеќавам како ученик во претходниот, значи, амбиент во самата зграда. Тоа беа малце, како да кажам, по несоодветни услови, меѓутоа денес сите простории се пренаменети. Ако можете да забележите во вакви мали простории, затоа што пред се тука се изведува индивидуалната настава. Имаме и балетска сала. Секако во иднина би сакале да се прошириме, зошто да не направиме во самиот наш објект и сала концертна во која што би ги обавувале нашите, нели, во наставни активности. Меѓутоа, останува тоа на времето ќе покаже колку ќе се потрудиме и на кој начин ќе ги реализираме тие наши, да кажеме, желби, идеи и потреби. За секој наставник, за секој професор, стимул, меѓутоа и охрабрување за подоцнежни, односно понатамошни на некој начин активности, работење и така натаму се надпреварите, успесите кои што ги постигнува за време на својот работен век. Постојат ли надпревари на кои што учествуваат вашите наставници, вашите ученици од Основното музичко училиште Васо Карајанов? За разлика од времето кога јас бев ученик во ово училиште, надпреварите беа поретки, се одржуваа на секој 2 години, меѓутоа денес сликата не е таква. Надпревари има секоја година и во многу поголем број. Државните надпревари на кои што учествуваме се акредитирани од страна на Министерството за образование и наука, а исто така постојат и меѓународни надпревари и фестивали на кои што секоја година ние наставниците заедно со нашите ученици сме дел од тие надпревари. Минатата година имавме можност да бидеме домаќини на регионален надпревар по инструментите пијано, кларинет, гитара и солфеж, каде што учесници беа ученици од музичките училишта во Неготино, Кавадарци, Велес и Гевгелија. Исто така, нашите ученици, значи, се дел од сите овие активности. Постојано сме во контакти со организаторите кои што ги организираат овие надпревари. Еве во изминатата година, односно во текот на првото полугодие од ова учебна година, веќе имавме учество на балетскиот оддел на државен надпревар, а камерен состав исто така од нашето училиште учествуваше на меѓународен надпревар во Кавадарци, каде што освоивме прва награда. Така, јас не сакам да прашам, рековте веќе една награда, не сакам да прашам кои награди, но каде сме во однос на останатите училишта, односно вашиот наставен кадар и учениците како стојат во поглед на значи постигањата со другите училишта? Секако тука сме сите заедно, значи во смисла на тоа правиме заеднички дружби, соработки и ги согледуваме и измеруваме сите наши знаења, постигнувања. Тоа е една многу добра прилика да се видиме до каде сме и што треба да правиме понатаму во иднина. Нашите успеси доволно кажуваат за нашите постигнувања, со тоа што често сме со високи награди, имаме голем број на специјални награди, први награди и така натаму. И можам да кажам дека не само во Република Македонија нашите ученици имаат забележено исто така успеси и надвор од Република Македонија, како што е Србија, Бугарија, Италија. Нивните награди ги вреднуваме, ги поздравуваме, ги бележиме и постојано се дел тука од нас, затоа што ги
поставуваме во ходниците и во училниците во самото училиште, со што се гордееме и секако тоа е една голема мотивација за самиот ученик кога ќе се види и ќе се препознае преку својата диплома. Да, претпоставувам и на другите ученици кои што исто така ќе имаат мотив да учествуваат на надпревари. Минатата година, значи 2018, веќе е зад нас, го одбележавте 40 годишното постоење на училиштето. Можете ли да направите еден преглед? Јас морам да забележам, иако не сум многу активен во публика, значи не доаѓам многу често, меѓутоа морам да забележам дека премногу настани имаше училиштето, премногу манифестации со кои што го одбележивте вашиот јубилеј. Да, тоа беше и идејата на организациониот одбор, значи уште на почетокот на 2018 година се формираше одбор во кој што учествува како активно, можам слободно да кажам, дел од нашите вработени овде во училиштето. Станува збор за професорите Георги и Љубица Улишеви. Потоа тука исто така ја користам оваа прилика и да се заблагодарам на господинот Аце Ристовски, кој што исто така имаше голема поддршка и слуг за сите овие настани што се случува, а секако и градоначалникот на општина Гевгелија господин Сашо Поцков, кој што исто така беше дел од овој тим и работевме заедно се со цел да се воздигне и културата на еден начин во нашиот град, а со истото тоа и да го одбележиме нашиот јубилеј. Имавме замислено, планирано и исто така и реализирано и организирано околу 40 настани во текот на целата година. Многу од гостувањата кои што беа во Гевгелија беа или за прв пат или многу по долго време не беа како гости кај нас. И така би издвоила неколку, не можам нели сите да ги набројам, како што е гостувањето на камерниот оркестар со солисти од Факултетот за музичка уметност. Потоа имавме заедничка соработка на наша покана, ги поканивме сите музички училишта од Република Македонија. Имавме еден ревијален концерт на кој што секој училиште се представи со по една музичка точка. На тој ревијален концерт од наша страна беа доделени плакети за успешна соработка и развој на музичкото образование во Република Македонија. Понатамо учеството на младинскиот на музичка младина на Македонија со камерниот оркестар Саша Николовски Ѓумар.
Исто така имавме и гостување на голем број солисти кои што се познати, признаени во Република Македонија, па и пошироко. Тука беше и одбележувањето на јубилеот на училиштето, одбележувањето на јубилеот на професорот Ѓорги Олишев, и секако како еден вид круна беше и гостувањето на Македонската опера и балет со гала концерт од целиот оркестар и 8 солисти. Така, многу настани, 40 години, 40 настани. Тоа намерно или случајно? Случајно испадна тоа, да. Добро. Тука би го завршил разговорот, меѓутоа морам да прашам што во ова наредна 2019 година, затоа што пред вас стојат практично 2 учебни години, 2018-2019, 2019-2020. Да. Така. Продолжуваме со своите активности во смисла тековни активности. Во ова наредно полугодие се поголемиот дел од надпреварите за кои што би се подготвиле и организирале. Од друга страна, сакам да напомнам дека оваа година од нашето училиште заменуваат двајца наставници во пензија, тоа се професорите Олишеви. Наставниот кадер ќе ни се возобнови со нови колеги. Би сакале да се прошириме во смисла на просторот во балетскиот дел, се во насока на поквалитетно образование, да има возможиме на учениците подобар квалитет, подобри услови секако. И најмногу настојуваме на полето да се прошируваме и со нови музички инструменти, значи во нашето училиште да се изучуваат и други инструменти, освен овие 4, како и балетското образование. Сузана Стефанова беше гостин во нашата емисија Почитувани гледачи од станица до граница за прв пат, меѓутоа треба да ветам дека треба да бидеме почести гости, тие да бидат почести наши домаќини, но и се надевам да повелете. Сакам многу голема благодарност да упатам исто така до ТВ-нова, бидејќи постојано беа медиумски покровители на нашите настани и секако имаме и благодарница за вас со цел заради тоа што ни овозможивте сите настани да бидат слушнати и видени, односно покриени од страна на вашата телевизија. Благодариме, значи и за нас, затоа што како локален медиум наистина треба да ги покриваме настаните. Благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја следна прилика, претпоставам повторно убава. Да, ви благодарам и на вас. Се надевам дека со оваа наша емисија покажавме барем дел од она што се случува во Основното музичко училиште Васо Карајанов од Гевгелија. Многу успеси, многу настани во изминатата 2018 година, но исто така и многу надежи, како што кажавме на почетокот од емисијата, чува училиштето и гаи училиштето за воиднина. Се надевам дека ви беше пријатно да ја проследите и оваа емисија Почитувани гледачи од станица до граница и ве поздравуваат Васко Трајков и Тони Аврамов. До следното наше видување, довидување.